Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Гостин вечерва во студиото е Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Александар, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. Како пред да почнеме одма за политичката сцена и за актуелностите и имам спремно прашање од октомври за наваму. Со задоволство. Сега пред емисија да слушнат и гледачите се шалев малце дека на Балкан само ти и Марич по 2 сати правите интервјуа, така што имаме време за сега поразговараме. Имаме време, ако сакаш еве шах таблата овдека, имам и консултант, можеби и партија шах или табла да свртиме. Вечерта ми е за тебе и за гледачите, така што уживам што ми е разводнета емисијата и предолга неќам TikTok видеа. Интересни се за што, ама за разговор. Еве, искрено да ти кажам, например, вака кој ќе ги затерам видеа долго, после неколку години можеш да се навратиш, како со Аки и Рахимовски. Да, апсолутно, и има теми кои што се гледат. И ова за Марич свативо како комплимент. Сепак е... Thank you very much. Него не сватив поинако. На Балкан е доаен во неговата работа. Него сватив поинако. Вчера, пред некој ден, дали вчера, сте избрани за подпредседател на Европскиот парламент на народните партии. Како точно гласи титуларот? Благодарам. Значи, од текот на оваа недела има зимска сесија на парламентарното собрание на Совет на Европа. ППС, добро. Точно. Македонија е полноправен член, 47 земји членки има, значи е Совет на Европа од Владивосток до Португалија. Практично сите земји од Европа се членки на Совет на Европа, вклучувајќи и целиот источен блок и поранешниот СССР комплетно се членки. Се работи за една голема асамблеја, вкупно 315 пратеници. Секоја држава има според бројот на жители пратеници. Македонија има 3, соодветно на големината. Најголеми се секако германската и руската и француската делегација. Се во една таква конкуренција, ова го кажувам чисто за да има слика. Тоа е класично собрание, исто како нашето собрание. И таму постојат политички партии, исто како што постојат во нашето собрание. ВМРО ДПМН е членка на Европската народна партија, која што е најголема партија во Европа. За слика на гледачите, од Европската народна партија се најголем дел од премиерите и председатели во Европа. Например, Ангела Меркел е дел од доскорешната канцеларка на Германија, е дел од Европската народна партија, или Урсула фон дер Лајн, председателката на Европската комисија, или премиерката на Европа, вака модерно кажано, е исто така од Европската народна партија. Се во рамки на Европската народна партија, јас бев избран за подпредседател на Европската народна партија во рамки на Совет на Европа. Тоа е огромна чест и за вас, но и за Македонија. Колку членови брои парламентот? 315, како што кажав, има парламентарната асамблеја. Европската народна партија е најголема. Кој е председател? Председателот оди по ротација, условно кажано ротација од секоја пратеничка група на 2 години. На ова парламентарно собрание за следните 2 години беше избран Тини Кокс, тој од Холандија, иначе од левицата. За Европската народна партија, само да имате слика, значи се работи за најбројна политичка партија во рамки на Совет на Европа. Председател е сенаторот од Полска Александар Полчеј. Од истата партија е и Доналд Туск, кој што е председател на целата Европска народна партија, доскорешен председател на Европската унија, и се избра неколку подпредседатели. Покрај мене беше избран господинот Улрих Вокер од Германија, еден источно проминентен политичар. Понатака сенаторот Фурније од Франција, кој што е легенда на француската политика, 75 години човек, има стартувано во 1978 година, значи со оние деколистички движења, па има создавана УМП, која што после тоа се претвори во Републиканска партија. Понатака за македонската јавност добро познатата Дора Бакојани, која што беше и министер за надворешни работи на Грција. Тука е исто така колегата Луис од Португалија и колешката што од Норвешка, така што тоа сме подпредседателите на Европската народна партија во рамки на Советот на Европа. Навистина една голема гордост, чест
и да се представи партијата, затоа што сепак е тоа партиска група, но исто така се представи и државата. Имајќи предвид дека Македонија не е членка на Европската унија и единствено место каде што е полноправна членка е Советот на Европа, ова и не е мало достигнување. Иначе, еве да ја потсетам јавноста, највисокото што успеав да стигнам е во периодот 2015 и 2016 година, значи тие 2 години, бев подпредседател на целото парламентарно собрание на Совет на Европа. Тогаш ми се јавио таму во живово емисија. Да, точно. После тоа решив на изборите во декември 2016 година да не се кандидирам за пратеник, направив 4 години пауза, што мислам дека ми беше паметна одлука, и се вратив во 20-та во собранието и повторно се активира во Совет на Европа. Така што тоа што тогаш го направив, ова е реално некоја скала подолу, тоа што тогаш го направив како подпредседател на парламентарното собрание на Совет на Европа е највисока позиција во Советот на Европа која што било кој македонски пратеник било кога е имал. И така останува една сатисфакција. Дали членството на ВМРО ДПМН во рамките на Советот е континуирано? Дали во времето кога беше шарената револуција, кога прилично беше тогашната влада на Никола Груевски изолирана, дали имаше тогаш исклучување? Дали е тоа континуитет кој е безпрекин? Ние сме континуирано членка на Европската народна партија, имаше тогаш пропаганда од СДСМ дека ќе не исклучува, но дури и во тие најтешки моменти за партијата беше член на Европската народна партија, така што немало никаков проблем. Какви кога сте Сега факт е, извинете, да, дека во еден период односите не беа на ниво на кое што би посекувале, сега се на исклучително високо ниво. Последно кога бевме во Брисел заедно со председателот Мицкоски имавме средба со целокупното раководство на Европската народна партија, не прими председателот Доналд Туск лично. После тоа веројатно се сеќаваат гледачите, се вклучи на минатогодишните локални избори со своја порака на македонски јазик, каде што јасно ги дефинираше и оние одредници во стилот на македонски јазик и македонски народ, без никакви додавки и двоумења. Така што сега комуникацијата е на едно совршено ниво, би рекол, подобро да ова не гледам што би можело да имаме. Во дипломатијата, ја никогаш и во политиката не велам дека постојат случајности, се има свое. Од говор на тело до запирка, до акцент на збор и така натаму. Овие високи односи, оваа висока позиција, па и вашето позиционирање, дали е некако, велите, сега односите се совршени и дека нивниот пат сега има нагорна линија, дали е тоа некаква порака, дали е тоа вие го тумачите? Може би у јавност нели малку понаивно, но тоа се некакви непишани пораки кои укажуваат на нешто. ВМРО ДПМН растури на последните локални избори и тоа не поминува без некаква детекција и таму. Очигледно дека таа поддршка продолжува, дури и се зголемува. Ако барем јас наивно можам да го перцепирам тоа така како што го перцепирам. Апсолутно сте во право. Јас без разлика што значаен дел од своето време и енергија трошам на меѓународни односи, сум еден од тие кои што мислат дека за да бидете добар надвор, мора да сте добар дома. Затоа што меѓународните односи се комбинација на умешно тргување, но уште побитно умешно презентирање. Сега за да презентирате нешто, мора тоа да постои. Да го поедноставам, за да ние сме успешни надвор, мора да сме успешни дома. Затоа што производот кој што ние го создаваме дома, го продаваме надвор. Ако имаме лош производ или ако немаме производ, ќе нема што да продаваме. Односно, ако државата е растурена од корупција, како што е, ако државата нема функционален систем на владење на правото, тогаш нема што да продавате на исти начин на кој што државата имаше добри можности за странските инвеститори, затоа тие со години доаѓаа. Овие 4,5-5 години со заев нема и затоа не доаѓаат. Така што празна магла не се продава, се продаваат дела и затоа мислам дека прво работата мора да се заврши дома. Да не одам веднаш со критика на СДСМ и на Заев, но еве да ја потсетам јавноста.
на 2018 година, тогаш сега сме дојде прилично еуфорично во текот на 2017 ја формираја владата, иако изгубија на избори. После тоа на локалните избори, како што велите вие, прегазија, имаја исклучително голема победа, која што беше набран на претходното формирање на влада. Тоа беше во октомври месец 2017. За веќе ноември месец истата година да уапсат пратеници од редовите на ВМРО ДПМН за познатите настани на 27 април, и во една таква еуфорија влегоја во 2018 година. Заев славеше нова година во Солун заедно со градоначалникот на Солун. Ова сега можеби на гледачите им изгледа далеко, ама не е далеко, пред неколку години ние ги живееме последиците. И веќе јануар стигна предлогот на Нимиц за решавање на спорот за името, кој што, здравие ќе пишуваме мемуари, некојаш јас го знам, сега е се уште класифициран, но можам да кажам дека тоа што беше предлог на Нимиц тогаш е подобро од тоа што Заев го подпиша 6 месеци подоцна во Преспа. Но друга ми е поентата. Тогаш почнаа да градат еуфорија дека ќе се реши спорот со Грција, како резултат на тоа државата ќе почне преговори со Европската унија. И сите го бркаа јуни, затоа што на 29 јуни имаше самит на Европската унија, на кој што требаше имаше Македонија... медиуми кои рекоа добивме датум јуни Тоа е 2019 тоа е веќе крајот, сега сме уште некаде, да речеме, јануар, февруар, и тоаш велеа морало да го решиме до јуни, за во јуни да почнеме преговори. Може би сетива јавноста, може би не. Јас во еден таков налет на еуфорија, ние бевме ново раководство на ВМРО ДПМН, председателот Мицкоски беше избран во декември, ние како подпредседател и извршен комитет бевме избрани во јануари, јас некаде излегов во март месец, че после само 2-2,5 месеци од изборот на ново раководство на ВМРО ДПМН, и кажав дека дури и да го реши Заев спорот за името со Грција, нема да почне преговори со Европската унија. И дека додека е тој премиер, Македонија нема да почне преговори со Европската унија. Тоаш никој не веруваше. Ми праќаа од влада соопштенија дека е тоа научна фантастика. Луѓе на улица ме гледаја во смисла, како да му е на овој криво, не сака да држава води напред или да партијата која што не е негова испорачува резултати. Ама за жал, јас 4 години подоцна сум во право, велам за жал, затоа што државата не напредува. Јас сакам државата да напредува и да не бе во право. Зошто го говорам се тоа? Затоа што кај Заев имаше само добар маркетинг према надвор, но немаше резултати дома. И кога ги немаш резултатите дома, нема што да испорачаш надвор. Така што клучот на сите овие наши меѓународни односи се добри резултати дома. Ако немаме добри резултати дома, имаме голем проблем. Има еден ваш говор кој го ваше обраќање во Европскиот парламент во јуни месец 21 година. Краток е. Ова е парламентарно собрание на Совет на Европа. Се извину. Да, Страсбур е ова, да, јуни месец минатата година, да. Режија, може да го пуштиме. Thank you very much, President. I will speak mainly about the report regarding the recent parliamentary elections in Bulgaria. I think in general the report is good. It is specifying most of the shortcomings in the elections and as well misconduct and wrongdoings, such as the, I quote, long-standing problems such as allegation of voter buying, controlled voting and voter intimidation, attempted particularly among economically and socially vulnerable categories. As well, the report says that the elections were marked by public disillusionment and mistrust in the political establishment and held in the wake of prolonged street protests, which include requests to early parliamentary elections and for the resignation of the Prosecutor General. As well, the report says that the protests took place from July to October 2020 and led to the resignation of 5 ministers, and that they were fueled by allegations for corruption, lack of rule of law, erosion of the democracy. As well, the report says that many Assembly delegation interlocutors during the pre-electoral missions underlined the corruption and the independence of judiciary, which is recognized in the Corruption Perception Index by Transparency International for 2020, which is marking Bulgaria lowest country in European Union, 69th in the world.
In the same time, the overall report is not that strong as these words are used here, and I think that the overall report should, and the overall conclusions should undertake and should include these findings by the observers. One thing that is as well mentioned is the hate speech, and one thing that we are witnessing about is that since the protest started in Bulgaria, that the hate speech rose, and as well second thing is attack against my country, against Macedonia and against Macedonians, because Bulgaria, for political reasons, and if you want for electoral reasons, is blocking opening of accession talks and first intergovernmental conference with Macedonia in the past 2 years, mainly for political reasons, and they continue to do that, violating basic human rights of Macedonians like self-identification, then nomination of our language, of our history, and of our heritage. And they are a step away of doing that again tomorrow on the General Affairs Council of the European Union, where most probably again they will block opening accession talks. I have only one thing to say to them, and that is that we know who we are Macedonians, we know which language we speak Macedonian language, we now know our heritage and our history, and nevertheless, what kind of decision they will make tomorrow, all Europe knows who we are and what we are, and they should face the shame of the consequences of the decision they are making. Thank you very much. Но Европа останува, господине Николовски, и натаму во небулозно немешање во спорот помеѓу Македонија и Бугарија, во барањата за да тоа ние сами го решиме, па дури и американците рекоа, нели, нема да се мешаме, нема да ја притискаме Бугарија, но без преседане ова во историјата. Значи, не знам, американците Native Americans ги ставија у резервати, ама не ги променија, не ги направија ни белци, не ги сменија ни јазик, ни идентитет. Ова е нонсенс и со време на Европа не знам од кои соображенија. Јас знам дека не знам од кои соображенија. Ја нешто импровизирам у муабетов, глумам политичка коректност. Заради мир у куќа, нели? Бидејќи јасно им е колку е небулозно, ако кренат овие ќе се побунат, ќе почне, не им треба тоа. А Македонија е премала, па ајде како се протне, се протне. Имаме ли шанса ние во оваа тирада, ова е тирада, ова е нонсенс. Секој ден ние што слушаме во тие односи со Бугарија е обична тирада, нонсенс, надвор од разумот. Барем да е нешто разумно. Еве ќе кажам дека дури и Преспа, која вие поминавте овдека во емисија, цел час анализирајќи го Преспанскиот договор, таков час по анатомија не е направен на медиуми, каде што ги укажавте сите таа емисија за историја. И да ве подсетам, прв пат го извадивме договорот, затоа што го крија. Да, прв пат го извадивме овдека медиумски. И дозволете ми уште малце, па ќе го оставам. Нонсенсот со инсистирање за преговори со Европска Унија. Да решивме голема работа. Влеговме во НАТО. Ајде, нека и таа жртва, името што ја никогаш нема да се согласам, не го прежалувам, но ете, нека биде виши интерес. Каде сега со Бугарија и со Европа? Кога ние сме имале некакви позитивни знаци? Да, некаков пат, судство, закони, да тежнееме, но никогаш ништо, ја за овие 20 години како ја терам емисијата и со сите политичари, па и она што го следам од надвор, не сум добил конкретен знак дека некој сериозно размислува Македонија да ја прими во Европската Унија. Ако не се лажам, па и францускиот премиер викаше нонсенс, но шансон и така да се пошегувам. Одиме со Бугарија. Како заглавивме во оваа небулоза и зошто заглавивме во оваа небулоза во инсистирање? Не беа глупави ВМРО-вците што 15 години им беше јасно дека ќе заглават со Бугарија, а сега вас ве обвинуваат за таа работа. Абсурди. Процесот е комплициран, а во суштина е многу едноставен. А тоа е дека Бугарија е само добар изговор. За што се работи? Расположението во моментов во значаен дел од големите или еве моќните, ако сакате, дел се мали, ама се моќни
земји членки на Европската Унија е против проширувањето. И тоа, ако гледате од нивна диоптрија, дури изгледа и разумно, затоа што животниот стандард, уреденоста на системот, во тие држави не да не може да се мери со нашиот, туку во иста лига не можете да ја ставите. Значи, да се тие по првите места, ние во последните серија А играме фудбал, во ред, ама овдека не сме ни во иста лига. И од нивната диоптрија, дури на некој начин тоа може да изгледа и оправдано. Од друга страна има притисок за прошување, затоа што па има едно друго размислување кое што вели, ако ги интегрираме, може би ќе ги менуваме. Голем контрааргумент на ова второ размислување се Бугарија и Романија, кои што влегоа во Европска Унија и допропаднаа од кога влегоа во Европска Унија. Се исели народот и им се дозапустија државите. Фала што го кажавте ова. Романија помалку се чувствува затоа што е поголема, има повеќе население. Во Бугарија е очигледно пола држава е празна. Сега во такви услови, овие развиени земји членки на Европската Унија мислат дека регионот не е спремен за членство во Европската Унија. Не зборувам само за Македонија, за целиот регион. Да не зборувам за другите држави, конкретно за Македонија, мислат дека со овој степен на корупција и со овој начин на, во наводници, владење на правото, односно не владење на правото, државата нема теорија да стане членка на Европската Унија. Од една страна. Од друга страна, кога би почнале преговори, тие почнуваат со првата така наречена меѓувладина седница или конференција, Intergovernmental Conference, на која што треба вака маса спротив маса да седнат премиерот на Европската Унија, во случајот Урсула фон дер Лајен, и премиерот на Македонија, доскоро Зоран Заев. Со политичар кој што на видео го има кај што бара евро за црквата, евро за брат му, никој не седнува на иста маса, затоа што и тие луѓе имаат опозиција дома и ќе им кажат како седите со корумпиран политичар на иста маса. И непочнувањето преговори на Македонија со Европската Унија е пред се резултат на домашните проблеми. Вие бевте подолг и јас ќе бидам подолг. Прво, никој во Европската Унија, или многу малце, веруваат дека ќе има доволно луд политичар во Македонија, нема друг збор, кој што ќе потпише промена на име со промена на устав. Значи, прво, таму толку високо беше поставена летвицата, да никој не веруваше, затоа што и тие се политичари, знаат во секоја работа до кај може да се оди, дека ќе се најде таков кој ќе потпише таква работа. Се најдоа двајца, потпише. Кога го видоа тоа, мора французите да интервенираат и да подсетам јавноста, имаја после тоа дојде на француска блокада во тој фамозен 29 јуни 2018 година, кога Заев мораше да лаже, нели се слика во авиончето, го добивме датумот, и јасно кажа, луѓе не сте спремни. Дадоа 3 работи што треба да ги направи Македонија за година дена: реформа на јавната администрација, борба со организиран криминал и корупција, реформа на безбедносните служби. Помина година дена, дојде следниот самит јуни 2019 година, не да не се реши ова, туку во меѓувреме се случи случајот рекет и торбата Луи Витон за официјално Катица и Боки, а неофицијално според Боки за Вице и Зоран Заев. Катица беше страшна работа, таа беше меѓународно поддржан. Немаше амбасадор кој не ја потапша по рамо. И ја нормално направија, она беше на рап да стане знаеме, да не бегаме македонска кралица. И нормално Ама во јуни 2019 тој година пат одекна многу. Боки не е ехото. Не, проблемот таму не се ни Катица ни Боки, проблемот е што сите знаат дека на врвот на таа пирамида се други. Јас со Зоран Заев на сутодам за таа работа, сите знаат дека Уште одите на суд? Да, сите знаат дека на врвот на таа пирамида е Зоран Заев. И во јуни 2019 рекоа нема датум за почеток на преговори. Октомври 2019 година се понижи Зоран Заев сам, одеше по врати таму, тропаше да го примеле, никој жив не го прими. И дојде овдека театрално даваше оставки. И веќе во ноември 2019 година, кога бугарите видоа дека нема ништо од почеток на преговори со Европската Унија, дека помина скоро 2 години од Преспанскиот договор и дека абер нема државата да почне преговори, и се рекоа па да и ние да побараме, и ја изгласија така наречената заедничка позиција на
Бугарското национално собрание, кое што ги негира постоењето на, вака да го поедноставиме, македонскиот народ и македонскиот јазик. Малце во ефемизми зборуваат таму, но суштината се сведува на овие два столба. Проблемот со Бугарија е нарапна нерешлив. А проблемот со Бугарија може да се реши за едно претпладне или за едно попладне. Ако се убедени во главните градови на најзначајните земји членки на Европската Унија, дека Македонија треба да почне преговори, во моментов само во еден голем град се убедени, а во сите други големи главни градови не се убедени, доколку се сите убедени, ќе решат проблемот со Бугарија за едно претпладне или едно попладне, се знае како се решава, ќе пуштат еден дипломатски тешкаш, ќе слета во Софија, ќе направи 3-4 средби, нема потреба ни да преспива, ќе се врати назад и за вечера ќе си со фамилијата дома со решен проблем. Така наречена булдозер дипломатија. Ние имавме 2001. Апсолутно, да не се лажеме. Сето останато е силување на македонскиот народ од една страна и од друга страна праење кловнови од македонските политичари кои што сега ја водат владата. Имавме два периоди. Едниот период беше со Бојко Борисов, кој што бар беше искрен и Викаше, нема шанси ако не кажете. И сега има еден шминкер така уштиркан, намазан и така натака, кој што малце по-округло ги поставува работите, но во суштина се сведуваат на Исто. исто. И тоа е тоа. Но пак се враќам на почетокот на емисијата. Целиот проблем е перформансот дома. Денес стигна извештај, Македонија е рангирана по перцепција за корупција на исто место со Косово, Колумбија, Етиопија, Гвајана, Мароко, Суринам и Виетнам. Ама тоа било скок за не знам десетина места. Скок е вака друштво. Јак скок, особено до Колумбија скок, пошто нели на пола овие наркодилери и пасоши поделија за можат полесно кокаинов да го носат. Така што во едно вакво друштво, кој нормален ќе ви даде почеток на преговори со Европска Унија, кога земјите членки на Европската Унија се во првите 30 места. Најлошо рангирана е Бугарија, ама и Бугарија е далеку подобра од Македонија на истиот овој ранкинг. Така што проблемот зашто Македонија не почнува преговори не е нити светски заговор, не е нити неправдата против Македонија и македонците, туку е тоа што државата не е средена. Нема функционален систем на владење на правото, нема силна битка со организиран криминал и корупција и економски државата не расте, нити има странски инвестиции, нити се стимулираат домашните инвестиции. Дали јас сакам Македонија да почне преговори, сакам утре, сакам државата да ми напредува. Дали тоа ќе се случи, се сомневам. Дали сте загрижени поради овие преговори кои, например, претежно албанскиот блок, како што гледаме, ги води Бујар Османи и компанија, идат во Бугарија, преговараат за македонскиот идентитет, јазикот и барањата кои бугарите ги имаат. И македонците, вака, во јавност по социјални мрежи се малце загрижени дека некои политичари од оваа влада немаат многу проблем да речат важиме, нема проблем во име на виш интерес и име и презиме и полкеви смениме и сето тоа, не е ништо страшно. Во однос на таа работа. Прво, мислам дека го пуштивте и само мојот... Али Ахмети, нели рече, не е ништо страшно да влезат и бугарите. Но никој не спомна, окей, нека влезат бугарите, стварно не е страшно. Но зошто да не влезат и македонците во уставот на Бугарија? А од таму ни доаѓа, не постојат македонци во Бугарија. Па дајте ве молам. Неколку дела имаше прашањето, мислам дека е добро сите да ги одговориме. Прво, го пуштивте мојот говор од Страсбур од минатата година и благодарам. Ама мислам дека исти или сличен говор треба да има претседателот и премиерот на државата. За минимум достоинство да покажа, затоа што јас тоа што го кажувам таму е најнормална работа. Изгледа во наши услови силно и добро, затоа што ретко кој се охрабрува да го каже истото. Од опозицијата се охрабруваме, и јас и претседателот Мицкоски и останатите, но од власта скоро и никој да не се охрабрува да го направи тоа. Тоа е едниот корпус. Вториот корпус. Скап експеримент е ова што ќе го кажам сега и не сакам да се случи, за да не биде лошо предвидување како што беше со Преспа. Ја ви гарантирам, утре да отидат во Бугарија и да потпишат дека овдека не живеат македонци, само бугари живеат, што нема шанса овде да помине, ама ева теоретски да видиме ситуацијата. И да се вратат овдека и да најдат магичен начин тоа
помине, иако и тоа нема да се случи, но еве, една идеална ситуација. Јас ви гарантирам дека Македонија ќе добие датум за преговори, ќе отвори прва меѓувладина конференција и тука ќе застанат преговорите. Од истите оние соображенија што претходно ги зборевте, Точно. дека државата не е спремна. Точно. А не нашите И- отстапки спрема Бугарија и све. И ќе стои во место се додека не ги реши овие проблеми. Но зошто го прави се во Например, Бугарија? еве, Црна Гора преговара од 2013 година. И Јабер нема да ги заврши преговорите. Србија преговара од 2014 година, а Србија, мора да признаеме, и Црна Гора се подобри од нас. И едните и другите. Турција преговара од 80-тите години. Со овој степен на развој на државата, јас ви кажувам дека џабе ќе почнат преговорите, во смисла ќе почнат и ќе застанат. Особено со новата методологија која што е Променете така. прилично тешка. И затоа, меѓу другото, ние бараме предвремени избори. Да се сменат работите, дојдат одговорни луѓе, честни луѓе, луѓе кои што знаат да ги менуваат работите, кои ќе ги смениме работите дома, многу полесно ќе ни е надвор. А филозофијата на овие кои што се сега на власт се ние дома ќе се крадеме, дома ќе има катастрофа, ама надвор шминката ќе ни е добра и ќе тераме. Таа шминка не поминува затоа што немаат производ кој што може да го продават. Па да поминуваше Заев сигурно немаше да даде оставка. Например. Или тогаш треба споменик да и се дигне на Данела затоа што она сама го сруши СДСМ и го смени Заев. Така испаѓа, нели? Ама нема да признаеме дека е само она виновна заради тоа. Точно е дека во Скопје имавме голема победа, но исто така е Ќе се точно дека фатиме имавме за локалните. Не, точно е исто така дека имавме голема победа не секаде низ државата, дека со цела почит према Скопје, јас го сакам градов, но победата не беше само во Скопје, беше во 44 општини, што јасно покажува расположение низ цела држава и затоа бегаат од избори, видете. Зошто се случи таа победа? Никој не е наивен и никој не е на никој не треба му се подценува интелигенцијата. Знае народот дека единствената причина зашто СДСМ бега од избори е затоа што знае дека ќе е потопен на избори. Многу едноставно е. Од дента кога ние побаравме предвремени избори, до формирањето на оваа влада сега поминаа 2,5 месеци. За 2,5 месеци кампања ќе завршеше избори и ќе се формираше политичка влада. Еве ако им беше заради времето. Да ве прашам нешто вака, надвор од тоа никогаш не сум учествувал во избори, ниту сум бил у штабовите, ни во аналитички центри. Кажете ми, многу ми беше интересно вашето огромно изненадување на победата на локалните избори. Што е тоа што на избори толку флагрантно свртување на расположението на гласачите да не можете да го детектирате. Искрено да кажам, многу вабаровци ги гледав на прозори во штабот, како мали деца се радува. Викам, добро бе, немаше ли осет малце ова? Вика, ништо не знаевме, вика, до последен момент не се знае. Што е тоа во тие анкети каде што е непознаница, кога немаш точно, имаш само некако филинг дека се случува? Не знам со кого сте разговарале, но можеме да зборувам за раководството на Зборам, партијата. не раководство. Зборам за луѓе. Веројатно, раководството на партијата ги очекуваше овие или приближни резултати. А ги очекувавте? Да, анализите одеа апсолутно во оваа насока. Тоа поради кое што бевме малце во грч, беше дали народот ќе успее да се спротистави на обидот за подкуп. А го имаше? Имаше масовно. Затоа што полицијата беше целокупно во рацете на СДСМ. И мислам само едино Инфомакс им влегува у клинч. Точно. Поздрав до колегите. Точно, многу храбро. И секоја чест за храброста. И направија многу голема промена. И јасно беше кога народот сам почна да пријавува, во случајов еве на Инфомакс или на други медиуми, на кои улици се дели подкуп, кој го дели подкупот и така натака, тогаш беше јасно дека се случува плебисцит и дека ќе има огромна хухјарска промена. Затоа што кога луѓето престануваат да се плашат, кога се ослободуваат и кога тие кои што се моќ и власт немаат проблем да ги пријават во јавност, во медиуми, дека се обидуваат да го нарушат изборниот процес, тогаш е јасно дека
се случува една плебисцитарна промена, како што се случи на локалните избори. Така што клjuč на локалните избори беше што народот се охрабри, народски кажано му пукна филмот и реши да ја направи промената како што ја направи промената. Од, да речам, падот на ВМРО, доаѓањето, вие како подпредседател, Мицковски како председател, не сменивте цртка во вашиот однос. Кој како сака нека ми го свати, значи, од вас бевте критикувани зошто не сте радикални, зошто не сте кажале ова, зошто не сте кажале она. Издржавте како да точно предвидувавте дека на подолга патека ова ќе се препознае. Запад, Европа, странските дипломати го препознаа. Ја бев скептичен дека македонскиот народ ќе го препознае. Но што во суштина предизвика македонскиот народ да се охрабри, да го смени, да се спротистави, затоа што гледавме какви беа грчеви, иако добро излегувавте и на парламентарниот и на председателските избори, но грчот кај народот, страво, тапсења, закани, 300 чуда, беше голем. Беше голем и го чувствував у емисија и со моите гледачи и така натаму и така натаму. Што е тоа што преовлада сега ова да се случи? Па, видете, ние сега кодека партијата ја водиме со концепти и со стратегија, не ја водиме дневно политички, уште помалку ја водиме на емоции. Емоциите се добра работа, треба луѓето да ги имаат. Нашето членство особено ги има, генерално луѓето кои што се членови на ВМРО-ДПМНЕ важат за поемотивни и јас на вистина сум горд на тоа, затоа сум и член на партијата, но веќе кога имате одговорност да ја водите партијата, која што е најголема партија во државата и која што, како што еднаш ми рече, еве ќе го споменам Андреј Пленковиќ, има само 3 бренда на Балканот кои што континуирано растат. Тоа е ХДЗ во Хрватска, Неа демократија во Грција и ВМРО-ДПМНЕ во Македонија. Кога сте таков бренд кој што трае преку 30 години како политичка партија, како организација од 1893 година, тоаш навистина одговорноста е огромна и не смеете да си играте нити со чувствата, смеете да си играте, нити со одлуките. Ние во многу моменти наназад можевме да донесеме емотивни одлуки, кои што во моментот ќе ни дадеа краткорочна слава. Точно така. Но на среден и на долг рок не само што немаше да дадат резултати, туку може да ја однесат партијата кон уништување. А уништување на ВМРО-ДПМНЕ е проследено со уништување на Македонија или најмалце на македонскиот народ како главна субстанца на оваа македонска држава. Па ако не се лажам, имаше еден концепт 2019-2020 веќе сериозно работеше и беа многу засилени и убедени СДСМ дека ќе го уништат ВМРО-ДПМНЕ. Значи, така што кога имате таква одговорност на плеќи, тоаш мора внимателно да ги носите одлуките, иначе точно е, не сакам во прво лице ни на втор пат да зборувам во емисијата, но да ја потстам јавноста дека јас бев првиот кој што излезе во јавност и кажа дека постои мастер план. И тоа кај мене овде во емисија го кажа, мастер план за уништување на ВМРО-ДПМНЕ. Чија што финална цел е уништување на ВМРО-ДПМНЕ со судска забрана за действување на ВМРО-ДПМНЕ. И Фрчковски тоа го бараше, Тричковски го бараше. Тоа беше, тие после само се навлекува да мора јавно да го зборуваат тоа што претходно сакаја тајно да го истераат. Но факт е дека тоа постоеше и дека такви, кога сте соочен со такви ситуации, од другата страна, или ќе сте наивен и ќе им влезете во играта, или ќе сте мудар и ќе ги добиете во играта. Ние ги добивме. Што конкретно, сега, конзистентноста во ова, но што народот препозна? Ја препозна партијата и низината конзистентност, препозна промената веќе на поддршката од надвор кон СДСМ версус вас, бидејќи веќе не може народов колку и да не следи меѓународна политика, не може да не ги примети кога Мицковски е примен надвор кај еден, кај друг и така натаму, кога овдека нема инвестиции, кога веќе како да се губи тлото под нозе. Деки ја имам чувство и често пати не сме се согласували ни со вас, ни со Мицковски кога бил тука, дека јас сум убеден дека меѓународниот фактор е главниот катализатор на промените во Македонија,
кои народот ги прави, но народот со едно око или едно уво начулено слуша што Калето, што Брисел и така натаму и така натаму. Но ми интересира, што беше клучно за еден таков силен преврат, веќе охрабрување на македонскиот народ? Тоа, предпоставам, подобро треба да го одговори самиот народ, не можам во туѓо име да зборувам, но според мене мислам дека на луѓето им пукна филмот заради екстремно високото ниво на корупција од една страна и од друга страна немањето никаков ред. Мислам дека им пукна филмот од Мајбах коли со регистрација ЗЗ, или им пукна филмот од градежници кои што после купуваат и топлани во Скопје и во Монте Карло возат коли кои што не знаеме да ги кажеме како се викаат. Им пукна филмот од мали заевци кои што постоја во секој град и кои што се потепаја од крадење по тие општини. И им пукна филмот од неспособност. Еден автопат од Кичево до Охрид не можат да го завршат. Еден експресен пат од Прилеп до Градско не можат да го завршат. Заев за дома патот не си го направи, до Струмица не успеа експресен пат да изгради, иако му беше комплетно завршен и трасиран проектот. За пруги и за поголеми работи да не зборуваме, странски инвестиции не доаѓаат, децата од многу семејства си заминаја во странство. Едноставно мислам дека на народот му веде преку глава. Мислам дека и нема подобар одговор од ова и попрецизен. Не зборите во некој име, но мислам дека е доволно и тоа, и јас се согласувам со вас. Мислам дека главната работа, дури и шарената револуција се сврте против нив, гледајќи ги нивоата на корупциите. Неколку знаменосци на оние улични кои беа најгласните се повлекоа, други се свртеа едноставно, па дури и голем број новинари онака рекоа: дечки, стварно ви дававме карт бланш, ама... Имаш уште еден феномен на локалните избори, кој што некако избледнува, а за мене е многу значаен, во однос на нашите кандидати и кандидатите на СДСМ за градоначалници. По мене, ова беше на финална пресметка во Македонија помеѓу олигархијата и оние кои што беа жртви на транзицијата. Од едната страна, на овие избори, како кандидати на ВМРО ДПМН, дојдоа децата на оние кои што во транзицијата ја изгубија работата, ако сакате си ги уништија и животите. Значи, оние 300.000 луѓе кои што останаа без работа во текот на 90-тите години, затоа што се продадоа фабриките и се приватизираа за безпари, стигнаа нивните деца веќе да пораснат и да можат да преземат одговорност. Од друга страна, кандидати на СДСМ беа втората генерација олигархија во Македонија, односно дојдоа децата на тие кои што ги поградоа фабриките. И тоа беше еден неминовен судир кој што мораше да се случи. Тоа на што сум многу горд е дека децата на транзицијата победија и дека се случи конечниот удар на транзицијската олигархија во Македонија. Например, во аеродром изгуби втората генерација на семејството Филиповски, кој што уништи аеродроми, Охис, прва вила имаја на водно и така натака и така натака. Во општина Ѓорче Петров исто така втора генерација на вечни суди и така натака во македонското правосудство. Во Битола Стентон, кој што станаја како што станаја богаташи во текот на целиот овој транзицијски период. Во Кисела Вода, наследникот на семејството Темелковски, Ино Спектар и така натака. Во Кочани, ако сакате, во една тесна битка, човекот кој што е крал на, во наводници, текстилот во Источна Македонија, каде што работничките работат за минимална плата под тешки услови за некој да прави милиони, извозувајќи го тој текстил на запад, и така натака, да не одам место по место, град по град. Но факт е дека се случи тој судир и дека децата на жртвите на транзицијата успеа да победат, и за мене тоа има една сериозна символика во целата оваа работа, а најголемиот удар му се случи на Зоран Заев, чие што семејство целосно порасна и се разви во текот на транзицијата на не баш чесен начин, затоа што нити iPhone
имаат измислено нити некој јак софтвер, а имаат стотици милиони евра. Како беше обмислен концептот, какви луѓе ќе дадете? Сега за сега, гледајќи ги, неколку, ако ги издвојам, неколку, например, градоначалникот Бобан Гази Баба, градоначалникот на Кисела вода, кои откако дојдоа покажуваат активности, работат и така натаму, навистина луѓе кои покажаа дека добро сте ги смислеле, добро сте ги позиционирале. Не сите сега имаат исто ниво, но ми интересираше дали свесно идевте на тој концепт, на кој концепт идевте токму да им се спротиставите. Вие ги спомнавте концептот на деца од транзицијата, жртви од транзицијата, но не знам дали јавноста тоа го перцепираше. Ја мислам дека јавноста повеќе перцепираше, не го знам, чисте, дојде кај мене у емисија, го слушна, тој не дојде да плаче, никој од нив кандидатите не плачеше, мене, мајка ми, татко ми страда. Не, дојде си кажа, имам програма, тоа ќе го правам и народ им поверува. Па, на крајот се сведува на истото, ние имавме, мислам дека еден слоган кој што ги дава одговорите на сите овие прашања, беше создади нова иднина, затоа што навистина после 30 години потребно е создава нова иднина, промени, проекти и победи. Промените затоа што насушно се случат, проектите веќе се случуваат, еве гледате дека во само 2,5 месеци градоначалници од ВМРО-ДПМН сработуваат повеќе отколку 4 години претходно предходници и победите природно ќе доаѓаат кога има успеси. Јас сум навистина гор што целата оваа екипа која што е избрана од ВМРО-ДПМН испорачува. Испорачува, повторувам, многу повеќе отколку што тоа беше претходно. Дел работи се крупни, но дел се символични, ама и символично даваат јасна слика кај се движиме. Неколку примери ќе споменам. Во Битола имаше голем пожар, градоначалникот отиде со пожарникарите. Жито Битола отиде со пожарникарите на лице место. За разлика од Зоран Заев кој што си беше на плажа, која имаше пожари минатото лето. Во Кисела вода градоначалникот на едно семејство му се случи трагедија, донираше својата плата да се купи детска соба. Во град Скопје Петре Шилевов не излегуваше од кафани, Даниела Арсовска сите пари кои што тој планирал да ги потроши за кафани, да го цитирам, рече му требале за континуитет во работата. Значи тие пари кои што Петре планираше да ги потроши по кафани, ги подели по луѓе кои што не можат буквално да си купат храна во текот на денот. И да не ги бројам еден по еден сите градоначалници кои што направија работи кои што символично покажуваат дека може да се менуваат работите. Во аеродром, например, Тимчо, наместо да продолжува како што правеше СДСМ со узурпирање на училишта, спортски објекти и така натака, ги ослободува, бриши маркици за згради и гради градинки. Во Ѓорче Петров имаме една силна активност на работа пред се во чистење на диви депонии, кои што за жал во општината ги имаше многу. Спомнавте Гази Баба, исто така видов една активност во автокоманда, имаше луѓе како на најдобар можен концерт, не доаѓаат тие луѓе случајно, нити доаѓаат сами. И една серија на вакви проекти ги имаме низ целата држава, кои што покажуваат јасна слика дека работите треба и мора да се менуваат. Прв пат, почнувајќи од Охрид, завршувајќи со Скопје во држава, снегот не ги изненади градоначалниците и кога заврна улиците беа чисти. Тоа се ситни работи, но многу зборуваат за посветеноста на градоначалниците, а здравје ќе доаѓаат сега и крупните работи. Од кај извадивте Данела? Па Данела беше, знаете, независен кандидат. Јас извинувам, малце вулгарно го поставив прашање, не баре од Санда ќе извадивте, ама нели да го скратам, да не го должам, нели како дојде како предлог Данела? Беше независен кандидат, една групација на луѓе мислеше дека е добра идеја, ја мотивира да се кандидира, се кандидираше, ние ја поддржавме, нели ВМРО-ДПМН немаше свој кандидат, таа доаѓа со навистина богато професионално искуство позади себе, вклучувајќи и председател на најбројната стопанска комора во Македонија, Сојузот на стопански комори, така што само таа работа да имаше во животот, да има и бројни други, беше доволно за да е добра препорака за
да го менаџира, да го води градот и еве мислам дека стартот е добар, иако не може да си преболат овие од СДСМ. Тоа што јас приватно го кажам на градоначалниците, сега ќе го кажам јавно тука. Се ги боли. Цел пораз ги боли. Ама особено не може да ги преболат Скопје и Охрид, како два символи вака во државата и затоа одат со една непримерна хајка, која што, како што зборувавме претходно за мировните односи, исто е неодржана. Кога немате вие материјал, кога немате месо, џабе пукате затоа што тоа едноставно не лепи и мислам дека дури контраефект си создаваат тие од СДСМ кои што напаѓаат, затоа што треба барем да остаат 6 месеци до година дена да ги забораат луѓето дека постоја, па после да имаат образ да критикуваат. Тие истите критикуваат од старт и после се лута зашто им вадиме дека паркирале без пари по градов, зашто купувале сијалици за 2000 евра иако 50 евра им е реалната вредност и зашто на Дино Мерлин потрошиле 200.000 евра иако реално веројатно вреди 30.000 евра. А Данела се охрабри да поднесе кривични пријави за овие Апсолутно, работи. и доправа ќе гледате уште многу работи кои што ќе излегуваат во овој дел на недомаќинско и крими работење од претходните градоначалници. Така што овој ритм кој што го наметна за нас е добар, затоа што ќе излезат многу работи за претходното работење од една страна, а од друга страна резултатите веќе зборувавме си доаѓаат. Најфасцинантна ми е мене Данела во целава работа, бидејќи ми е единствена, не е партиски апаратчик, не стоеше чврсто заради партија, не излезе со лавови, не излезе со ВМРО, ДПМН, со беџови и така натаму, излезе сама, ја поддржавте. Мене ми се допаѓа што ВМРО и знае и понекогаш да погреши како со Трифун Костовски, што погреши, но доволно да е голем, да си го проголта егото и да направи нешто, да понуди кандидат кој е за сите. Бидејќи стварно Данела ја перцепираат, знаеш, не можеш да ја налепиш ВМРО-овска кокарда незе дека е партиски апаратчик. Он е стварно професионалец. Мене се уште ми е енигма, најверојатно, значи, добро, јас се обидувам да добијам некоја слика, ама ќе читаме во некои мемуари за 10 години. Мене ми е најголема енигма затоа што во некои странски портали имаше наслови како жената која го запре СДСМ и го натера Заев да поднесе оставка. Формално. Зборам формално. Но вие ја поддржавте и до сега ова колку за на нејзина адреса иде како плюс, толку и на ваша, затоа што со ништо до сега не може да ви се негира. Прво да ја подсетам јавноста, Заев сам рече дека изборите се all in и доби all out. Затоа што беше прегазен од народот. Да, не веруваше дека може Данела да го поразиш. Не само Данела, тие нити во Битола очекуваат да изгубат, нити во Охрид очекуваат да изгубат. Гевгелија ја сметаа за сигурна општина. Штип го сметаа за сигурен. Помалите да не ги изборуваме една по една. Така што во такви услови тие добија еден комплетен all-out. ВМРО ДПМН има своји градоначалници или е во коалиција во вкупно 50 општини во Македонија, вкупно 80 општини, што јасно зборува за пропорцијата. Но во однос на отвореноста, ние континуирано сме отворени и каниме луѓе кои што се квалитетни да ни се приклучат. Направивме еден сличен чекор со претседателските избори и да не беше во тој момент тој налет по од страна на СДСМ по однос на едно стигматизирање по етничка и по верска линија, мислам дека на Стево Пендаровски му беше многу потешко, имајќи предвид дека во првиот круг резултатот дојде 0-0 на ВМРО ДПМН, кој што беше во какви што беше услови. Ја би рекол во јануари ви направи еден ваш член Препка кој се истрча малце пред време, па му дадоа доста новинари поддршка. Тоа е во рамки на трипартиска демократија што е добро да градиме, но тука професорката Силјановска исто така даде еден тон на политиката кој што успеа дополнително да изгради околу себе луѓе кои што се собираат, кои што мислат и кои што имаат добра идеја за Македонија. Така што секој кој што има добра идеја за Македонија кај нас е добре дојден, тука не сме ограничени. ВМРО ДПМН е пред се национално движење на македонскиот народ и на сите кои што живеат во Македонија, а дури после тоа идеолошка партија. Она што ми се допадна и што јас го перцепирав е веднаш по локалните избори
председателот Мицкоски имаше една цела турнеја идејќи кај градоначалниците. Немав ни време, ни нерви да следам што све разговарали нивните соопштенија, но мене ми стана јасно дека предвремени избори се веќе повеќе од сигурни, иако власта сега вика нема да има предвремени избори, но расположението е се поголемо и не знам дали ќе успеете да го иницирате предвремени избори, значи едно е предвремените избори, а второ, изборите, следните парламентарни избори вие треба да ги добиете сега. Значи, резултатите на вашите градоначалници ќе бидат единствената програма со која вие ќе можете да се пофалите пред гласачите. И тоа, ако ви се успешни, а сега за сега, како што гледам, има навистина добри проекти, расчистувањето на 82-те депонии, утре го завршува Денела, ако не се лажам, кисела вода, градоначалникот направи работи кои стварно граѓаните на кисела вода со години немаше. Дури и сам им ги носеше решенијата. Јас сум шокиран прво дека уште решенија не можат да добијат за сопствениот тимот. Ја мислам тоа е завршена работа во Македонија. Илјадници чекат, десетици илјади чекат на ниво на држава. И тоа вика готови се, само вика ги потпишувам, вика ја не знам ни зошто седеле во фиока. Но седат у фиока, мене ми е јасно дека тоа е контрола. Нели, додека те држи. Не, тоа е мито и корупција да видиме директни, да. Затоа што некој од службите очекувал дека треба да добија награда од оној кој што го чека документот за да му биде доставен. Не зборуваме о ракавици. Но дали оваа турнеја е токму тоа сега каде што Мицковски едноставно освен она протоколарно, дали навистина се иде веќе на концепт максимални резултати од градоначалниците со минимални скандали, корупција, нула и така натаму и така натаму. Дали им е дадена таква конкретна, затоа што ќе биде шокантно ако излезе нешто такво после нели се во ова, бидејќи до сега не сме виделе вака председател на партија веднаш после локални избори да ги посетува градоначалниците со инструкции. Јас сум убеден дека е тоа во смер за добивање на парламентарните избори, бидејќи сега ако се покажете гладки ги добиете како локалните, така и парламентарните. Не само тоа, има уште еден момент кој што може би звучи повеќе декларативно, но ние го мислиме, а тоа е дека ние излевовме со програма пред граѓаните, за секоја општина посебно. Председателот на партијата одеше и ја промовираше таа програма по општините. Партијата застана позади таа програма. И ние имаме одговорност пред луѓето да излеземе и да видиме како се реализира таа програма. Па ќе ви го тријат носот. Затоа што тоа сме го ветиле. Тоа е прво. Второ, апсолутно се слагам дека од односот на луѓето многу ќе зависи сликата на партијата. Но има уште два моменти кои што сакам да ги искоментирам. Прво, градоначалниците сега се соочуваат со неколку сериозни проблеми, од кои што еден е цената на електричната енергија. За општините е поскапена 5 пати, не 5%, 5 пати. Значи, ако општина X плаќала до сега 1 милион евра за електрична енергија, се треба плаќа 5 милиони евра за електрична енергија, што ќе им ги изеде целосно буџетите да не може ништо да реализираат. Мислите, тоа е намерно направено или тоа е во рамки на севкупната енергетска криза? Имајте предвид дека тоа е дел од енергетската криза за која што е исклучиво виновна владата, затоа што во Србија не поскапува електричната енергија, во Босна не поскапува, во Бугарија не поскапува, во Црна Гора не поскапува. Зборувам од регионот. Имајте предвид дека е таква ситуацијата, владата треба да ја плати разликата затоа што се тие виновни за оваа работа. И вториот проблем со кој што се соочуваат општините е еден инат кој што почнува да го води владата, затоа што во Македонија локалната самоуправа не е целосно независна, многу зависи од владата. Значи секоја општина има многу проекти кои што се поврзани со владата. И намерно почнуваат да ги кочат општините, затоа што им е криво што изгубија. И тоа е мотив плюс да има промена на владата, за да има и влада и општини кои што се од иста политичка партија, за да има соработка. Нема општина каде што владата не е дел од било кој проект кој што се спроведува на локално ниво, макар и со обичен документ. Тоа е едниот корпус. Вториот корпус
За ВМРО да помане. Покрај работата на градоначалниците, зашто утврдивме дека е многу битно, исто така се многу битни крупните државни прашања. Јас не мислам дека одлуката на следни парламентарни избори треба да е само врз основа на перформансот по општините. Дали некоја уличка се направила или не, дали има улично осветлување или не, тоа е вонредно битно за луѓето, но нас државата ни бега низ раце. Се рушат основните темели на државата. Има раководство во моментов државата кое што е спремно да преговара за се. За корупцијата зборувавме како никогаш претходно во друштво со Колумбија и Етиопија. И тие работи едноставно мора да се сменат. Останат ли овие? Прашање е дали држава ваква која што ја познаваме ќе обстане. Вие бевте на рап да изгласате парламентарно мнозинство. Вие упорно тврдевте дека се случи криминал, киднапирање, незаконски и еден човек ви пресуди. Точно. Тука има два моменти. Прво, јавноста не смее да заборави дека ВМРО ДПМН има 44 пратеници, а дека мнозинство е 61. Што значи дека на ВМРО ДПМН му недостасуваат цели 17 пратеници до мнозинство. Не сакам да обвинувам никого кој што гласа, но треба да се сетиме дека изборите во 2020 година завршија како што заврши. Имаше многу подкуп, имаше многу уцени, тоа е факт, но исто така имаше и луѓе кои што гласаа за СДСМ. На резултат СДСМ и БЕС од една страна, ВМРО ДПМН од друга страна 46-44, ова е веројатно и максимум што може да се направи во рамки на ова собрание. Но бевте скоро убедени дека го имате мнозинството. И затоа е многу битно на избори масовно да се гласа за ВМРО ДПМН, за да имаме што поголем број на пратеници, сме покомотни во действувањето. Сега, во услови кога бркате 17 пратеници, тоа не е лесна гимнастика. Во такви услови, Заев соочен со бездната, затоа што тој знаеш што ќе случи, се обиде на различни начини да влие врз пратениците. Да ја подсетам јавноста на еден пратеник дека дента кога се гласаше во 5 сабајле дома му влегоја полицајци. И кога виде дека ништо од тоа не може, решија да киднапираат еден пратеник. Убеден сте дека киднапирање се случи? Апсолутно. И тоа не е некоја филозофија, се свати. Прво, човекот 5 дена го немаше физички. Второ, дента никој од неговото семејство не знаеше кај е. Трето, прво се јави со Facebook статус, после се јави со некое видео како ние од Ал-Каеда. На бел зид позади, блед целосно, чита од лист. И последно, се појави на прес дури после 5 дена со модрици. Така што многу едноставна е работата. Образложението кое што го даде дека ќе сме добиеле датум за преговори во декември. Жена му рекла, го гледала францускиот председател. Мислам дека не вреди да се коментира. Јас тогаш иронично им реков на сите од СДСМ, во јануар може само датум за скијање да добиеме и еве го поминува јануар, 8 датум за скијање, ништо друго нема Македонија. Сметате ли така дека... што таму кај Кастрио Реджепи е јасно платао пломо. Сум го споменал и во други интервјуа, има една позната на Пабло Ескобар, серијава Наркос е многу позната на Netflix, поставувам нема човек кој што не ја гледал, или ајде, нема, многумина ја гледале, да не кажам дека сите ја гледале, и тие кои што ја гледале знаат дека кога регрутира работници, условно кажано, Пабло Ескобар, оди со понудата плата пломо, односно, или им нуди сребро, односно пари, или им нуди олово. Така што мислам дека кај Кастриот тоа си има случајно, добил понуда која што не може да ја одби, односно добил плата пломо понуда. И ова е веќе Марлон Брандо укум. И одбрал... Ќе му дадам понуда која не може да ја одбие. Апсолутно, и одбрал сребро и тоа е тоа. Но како стигнал да одбере сребро е преку киднапирање. Мислите ли дека народов ова го перцепира? Апсолутно. Мислите ли дека угледот, бидејќи бевте скоро убедени, и после имаше еден триумфализам, ве зезнавме, каков спектакуларен пресврт ви направивме и така натаму. Кај е зезнувањето тука? Не, дека не успеавте да формирате, да парламентарно. Ниски работи се тие кои што луѓето ги знаат. Ниско е, значи, не може вие да киднапирате пратеник и да очекувате дека било кого сте зезнале. Друго ќе беше да се појавеше во собранието, да гласаше спротивно тоа што гласавме ние. Тоа е веќе друго. Али да го киднапираат
се зезнаја сами себе. Пази, ова е добар момент. Друго ке беше да дојде и да гласаше поинаку. Апсолутно. Значи, Интересно. То- Да се вратиме на... тоа е потврда дека беше киднапиран. Да се И дека вратим- не беше по негова волја. Затоа што тие не биле сигурни дека тој ќе постапи така како што му е кажано. И затоа не му дозволија да дојде во собранието. Како ќе иницирате тогаш предвремени избори? Предвремените избори се во моментов потреба повеќе на Македонија отколку на ВМРО-ДПМН. Ама како ќе се иницира? Затоа што ВМРО-ДПМН кога и да има избори ќе победи. Прашањето е колку време ќе изгуби Македонија. Едниот начин е низ собрание, вториот начин е низ сите други алатки кои што стојат на располагање, ќе дозволите уште кратко да не откриваме. Не, имаме време. Ја не ме базам Методологија? дека е... Не мислам на вечерва, мислам на следните денови. За многу брзо време ќе излеземе со план. Со план. Да. Веќе развивате Како и до сега, стратегија. знам дека има дел скептични, си велат Видете, нема ништо да се случи, скептични но спрема вас дека уопште ќе дојдете на ова ниво, имаше години тоа венаназад. сега кажам, имаше па, скепса и претходно, па еве се разбива. Очигледно дека мене ми се велам дека генерално народот гледа и што правите, но гледа и како реагира надвор. Ние сме таков народ, често овде не газеле странци, туѓинци и секогаш како инстинкт на самоодржување било што и овој ќе рече. Така да ќе го гледаат они сето тоа и како се перцепира надвор, а верувам дека заради криминалот и заради корупцијата, која не е само празна фраза, ние реално ја имаме и народов е полуден веќе од тоа, очекуваше стварно да се промени нешто после 2017 година, не се случи, се влоши ситуацијата и тука тоа не се менува, ама и се перцепира надвор. Но ова ме интересира. Дали може ВМРО-ДПМН да излезе со сериозен концепт? Ние имавме 2 години здравствена криза. Често пати беше критикуван. Министерството за здравство, ја се извинувам, не ви ставам зборови в уста, на моја одговорност ќе го кажам, потврли. Ние како општество, како министерство потврливме. Сите оние аплаудирања, браво за Сега, пошто ја променија владава, Филипче ќе го и така оправат се. натаму, а тек сега ќе го оправат. Сакам да кажам, во најголемата криза ние имавме смртни случаи. Ние немавме вакциниран здравствени работници кои требаше да бидат на терен, затоа што јас знам што се случуваше по болници, таму бев. Работата е, Данела почна сериозно со вадење кривични пријави, со докази, изнесување докази. Не верувавме дека до сега некој ќе се осмели на арогантниот Шилегов кој викаше ба не ме гласа и така натаму, една вулгарност, една препотенција која имаше и која го кошташе конечно. Мислам дека најмногу тоа го кошташе. И еве сега му ги вадат кривични пријави за сериозен криминал. Скалата од 1.700.000 која Загреб ја купи за 700.000 евра. Концертот на Дино Мерлин, нели, кој викаше донации се, па испадна дека 2 милиона евра дал градот. Да не зборам ова со кафаниве. Дали можете вие да направите едно чувство на преврат? Дали ВМРО-ДПМН може? Прво, ова за здравство. Затоа што луѓе имаат црно завиено. Ја отворам тема, луѓе ми плачат мене у емисија. Тоа не може да биде, ајде, во име, ајде, тераме, нема што било, што било. Тоа е една работа. Втора работа, се соочуваме со ненормална инфлација. Ние имаме стабилен денар со еврото и тоа е фиксен курс кој не мрда. Имаше покачување на плати, се согласувам. Има покачување некое мало и на пензии, се согласувам. Но процентот на поскапување на струја, ова со скандалов со парново, цените на прехранбени производи е отидена веќе луѓе, ја не знам. Дали ја гледавте, еве ова сакам само на глас да го кажам, не заради вас, туку повеќе за гледачите. Данела Арсовска, нели, прави еден убав потек, ги кине договорите на Шилегов за кафаните. 36.000 евра. За тие пари прави пакетчиња со храна за гладни. И ја викам супер. И мислев ке се подела ваму таму. Кога ја видов редицана од луѓе
Да. Господине Николовски, ја не знам, знаеш, морам гласно да зборам затоа што ми идат вака солзи, затоа што се тоа мои луѓе, препознавам мои пријатели таму кои се гладни. Ја не сум знаел дека тој човек дошол да чека милост за леп. Па можеме ли да го направиме конечно тој еден преврат во нашево општество и со ова? Има ли веќе, Мицковски знам дека енергетичари се разбира и во струја и во цени и во така натаму и така натаму. Но ова не гледаме како може да му се застане на пат, па дури и вие да дојдете. Извинете на мојава долга тирада. Не, многу теми се отворија, но мислам дека ќе ги офатиме. Прво, ова што е струјата, цените. Прво ќе ми дозволите за најчовечката тема. Значи, деното до кое што стигна државата е тоа што многу луѓе не можат основна екзистенција да обезбедат. И тоа кажува се. Во однос на инфлацијата, не мора ни овдека да одиме со високостручни објаснувања. Доволно е било кој граѓанин да отиде во било која продавница или маркет и да види што може да купи сега со 1000 денари, што може да купи пред година дена со 1000 денари. Доволно е да се види цената на горивото, цената на дизелот, цената вечер поскапува. Точно, цената на плинот кој што за овие кои што возат на плин, да се види цената на маслото кој што е поскапено некаде скоро дупло ќе отиде. Шеќерот кој што е поскапен 10%, левот кој што е поскапен 15%, брашното е тука така, да не зборувам за месо, за јајца, за качкавал и така натака, така сирење и така натака, така што тоа е едно целосно поскапување кое што формално никој не го признава, но фактички и суштински се случува и луѓето со иста плата може да си допуштат многу помалку од тоа што може да е претходно. Во однос на енергетиката, јас ја потсетам јавноста дека уште во април месец минатата година председателот на партијата Мицковски излезе со предупредување дека ова ќе се случи, никој не му веруваше, но излезе и со решение. Да беа овие паметна влада кој што не се, лани лето ќе се припреме. И со газ, и со мазут, доколку беше потребно за тесна готино, и со јаглен, што е клучно за рек Битола и за Осломи, затоа што Македонија има доволно капацитети да ја произведе скоро целокупната електрична енергија која што ја троши. Само да знаат граѓаните, во моментов Македонија произведува нешто над пола од електричната енергија која што ја троши. Во моментов тоа производство катастрофа. Значи дека треба многу увоз. Во едни други времења, не така одамна, кога на пример Мицковски беше директор на Елем, се произведуваше некаде околу 40 до 50% повеќе електрична енергија од тоа што се произведува сега. Што значи 40 до 50% помалку потреба од увоз. И тоа се факти и затоа пари нема во државава и затоа не можат да се реализираат значајни проекти. Она што мене повеќе ме загрижува е што оваа зима и така ќе се презими. Од октомври ќе дојде нова зима. Енергетската криза нема заврши. Нема. Продолжат ли овие дилетанти вака? Уште потешка ќе е следната зима, ако во меѓувреме не се случат избори и не се случат промените. Дополнително не престануваат да крадат. Пред Нова година, да ја потсетам јавноста, буквално пред Нова година, имаше два обиди на владата. Првиот беше да се продаде поранешна Славија со имот вреден околу 20 милиони евра за смешни 200.000 евра. Значи имот од 20.000 евра, од кој што има една огромна управна зграда, земјиште и така натака, да се продаде и не се во стечај, со профит точно, работи. Да се продаде за 2 до 3 стана во Скопје. И второ, во рек Битола се потпишаја два тендери во 4 очи, без јавен оглас, значи без тендер, туку договори во 4 очи, во вкупна вредност од ни помалку ни повеќе 25 милиони евра. Со образложение дека треба да се решава кризата, значи намерно не ги распишуваа, за да дојде нож до коска, што би рекол народот, и да мора да ги направат во 4 очи. Значи, и во најтешка криза не прекинуваат со коруптивното однесување и затоа состојбите се така како што се. Има ли шансе вие ако дојдете на власт ова да Сите ќе одговараат. Сите овие кои што на страна прават вакви одговараат? работи ќе одговараат. Океј.
Но тоа е основа. За да ги смените работите, мора да има одговорност. Затоа што кога нема одговорност, никој ќе нема мотив да работи поразлично. Но Значи, може ли клучно е, без може ли разлика, да се подобрат ситуација? без разлика дали е некој... Утре да ја преземете власта. Дали може да се... Одам на тоа, без разлика дали е некој од ВМРО-ДПМН или од СДСМ. Вие покрај први луѓе имате структура во секоја институција. Доколку таа структура види дека нема одговорност, ќе продолжи инерцијата по старо. Јасно би е. Доколку види дека има одговорност, ќе се помести. Најголем дел од луѓето се честни и не сакаат да влегуваат во криминал. Малце се бандити. Но овие кои што се честни, кои ќе видат дека бандитите победуваат, по линија на помал отпор се тргаат. Не прават криминал, но едноставно се тргаат. Народски кажано, не сака да се замерува или не сака да се има глоболки. Кога честните ќе видат дека тие стапуваат на сцена и дека криминалците одговараат, верувајте, за многу ќе се подобри состојбите отколку што се сега. Па еве општиниве се пример, зборувавме за решенија за легализација кои што стоеле по фиок и не дека не ги сработил некој, туку затоа што чекал кафе или бомбонјера, да бидеме директни, на тоа се паднати за некого да му го даде решението. Кажете ми, да се вратиме на почеток. Подпредседател сте избран сега на Советот на Европа, на народните партии на Европа. Кога дебатирате таму, вие немате, да речам, не донесувате заклучоци кои се извршни, кои се законодавни. Но зашто се дебатира? Да речем, вака накратко сакам да водам има значајни работи. Што се, например, тие значајни работи? Например, во четврток... И ќе ви кажам зошто го во четврток има многу интересна дебата. Добро. Која што треба да оди со заклучоци. Три примери ќе ви дам, ова е првиот. Која што е поврзана со начинот на изучување на историјата во училиштата, што е директно поврзано со нашиот проблем со Бугарија. Втората работа која што е суштински поврзана со Македонија и македонците кои што живеат на Балканот е Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кој што е под директна надлежност на Советот на Европа. Тоа е тело на Советот на Европа и знаете дека од таму доаѓаат финалните пресуди во некоја правда која што си во секоја земја, така. Која што си бара граѓаните. И трето, еве како куриозитет, една многу позната резолуција на Советот на Европа која што стана многу популарна во однос на слободата на луѓето да одлучат дали ќе се вакцинираат или не, дали ќе носат маски или не. Тоа беше одлука која што ја донесе Советот на Европа. Јас лично сум вакциниран и сум за вакцинација, но Советот на Европа дозволи да има и луѓе кои што поинаку размислуваат. Така што ова се три примери малце да им го доближам на луѓето функционирањето на Совет на Европа. Океј. Во она што ние сега кај го водам, дали малце ова звучи као село гори, баба се чешла, затоа што се извинувам сега вака, не ве напаѓам вас, ама за Советот, затоа што имаме страшна криза во Европа помеѓу Русија и НАТО. Поточно со Украина. Вакво звечкање со оружје, мислам дека од студената војна не се памети и има луѓе кои сериозни политичари и аналитичари кои нормално прават фама од тоа со X причини, како и за кризава, нели, од X причини некои увеличува или премолчува, но не може да се оспори дека таа криза не постои и дека евентуално некаква ескалација тоа нема да биде еден домино ефект врз сите. Ние имаме денеска, уште само да ја спомнам нашата Славјанка која рече Македонија апсолутна поддршка и така натаму, во момент кога хрватскиот министер за одбрана вика ние наш човек, вика наш војник, таму нема да стапне ако има конфликт. И председателот исто на Хрватска имаше. И председателот на Хрватска, па и Борис Џонсон. Видете, се отидовме во светска политика. Морам на крај, затоа што ме интересира, знам дека мора локално, ама ова и тоа како ќе го почувствуваме ние во сите сегменти, ако нешто, па ме интересира. Дали има нешто се... Мислам дека нема нормален човек кој што посакува војна. Не, тука апсолутно. Нема ништо полошо од војна, така што најдобро е да се спречи таква ескалација, особено во 21 век со оваа технологија која што има, која што може да се користи паметно и правилно, но може да се користи и деструктивно и да создаде огромни жртви. Тоа е од една страна. Од друга страна,
Јас се уште стојам на тоа што кажав на почеток на емисија. Премали сме и затоа мислам дека треба да се го гледаме сопствениот двор. Па тоа викам, За да дали можеме- да нацепаме малце поише дрва? За да можеме со големите да се мериме, ние нема да станеме големи, тоа е толку е народот, толку е државата, но можеме да сме средени и да не поштуваат како мали, ама средени, и тогаш и да ни тежи гласот дури и за вакви големи геополитики од типот на конфликт во Украина и во Русија. Вие кога основни работи дома немате средено, кога имате корупција на секој чекор, кога Скопје е преплавено со кокаин, кога во урбаните центри има кокаин како никогаш претходно во историја на државава, кога сите знаат кои се дилерите, кога сите знаат кои им се шефови на тие дилерите, и никој не ги чепка, и вие да се занимавате со светски политики, само покажува отсутност од реалност. Еве еден пример кажав, може имаше 10 други примери да кажеме во други сектори, но ова навистина ме боли и со години зборувам за ова. Од секогаш имало дрога на македонските улици, како што има и во цел свет, но ова ниво, особено на присуство на кокаин на македонските улици, никогаш претходно го немало, отколку во овие години на владење на СДСМ, што директно децата ги уништува, затоа што е станат многу пристапен и многу ефтин. И јас не знам како немаат грижа на совест, утре и нивните деца можат да бидат, да ја позачистат работава. Значи, дури сега да тераат геостратегии и геополитики, малце да се позанимаваат со реалните состојби на терен и со тоа што се случува на асфалтот. Како ВМРО ДПМН ги оценуваше акциите на ДЕА во Македонија? Како добра или лоша работа? Видете, Беше тоа корака до власта дека е неспособна да се носи со... Секоја помош која што е во насока да се фати нешто што е лошо, што е зло, најчесто за е добре младите, дојдена. апсолутно е добре дојдена. Но, Што тоа значи? исто така, сите знаеме дека не може никој надвор да ни ги брка работите, мора да ги избркаме дома работите. Добро, до толку ли Тие- беше да мораше американци да дојдат Па да очигледно делуваат било, овде? но тие ловат големи пратки. Нас проблемот ни е што полиција не лови од ситно до крупно, а сите знаат и кои се, и кај се и што се. Пак повторувам, има многу проблеми држава. Зборувавме економија, зборувавме енергетика, надворешни работи. Ова е проблем кој што е подценет, кој што прави по мене штета во следни генерации, децениска штета. Следни декади ќе имаме ние проблем овдека, затоа што ни се уништуваат децата, се уништуваат затоа што стана предостапно, без никаква контрола и без никаква казна. Ќе не биде ли? Мора не биде. Јас сум оптимист секојаш. Господин Николовски, ја ви благодарам за ова ваше опширно излагање. Се извинувам заради некои мои. Беше задоволство. Нели, ама тоа е мојот, како да кажем, бренд, нели, ова непрофесионален стил. Беше задоволство и секојаш ми е задоволство кога ќе ме поканите. И ова се навистина убави интервјуа кои што остануваат. Имаме така простор да отвориме и нови теми. Споменавме и вие отворивте неколку емисии кои што сме ги имале претходно, дали било Преспанскиот договор, дали беше после тоа кога говоревме во однос на проширувањето. Ево, до оваа емисија нека остане ова што на крајов го зборувавме по однос на состојбите со дрогата по македонските улици. Мислам дека е тоа нешто што итно мора да се исчисти и на кое што итно мора да му се удари во чело и во глава. Пред да кажам добро вечер. Лека ноќ, пријатно. Имам уште едно, мислам дека е некоректно да ви го поставам, но ќе ви го поставам. Може ли Македонија сама власт да ја истера работава наарно? Ни Груевски, ни СДСМ, никој не можеше. Ни треба ли нам помош на некаков си економски, правен, да речам, тим кој ќе дојде да го преземе судството, правосудството, да нашите суди едноставно судат по закон, а не под политички притисоци, економијата да може да се води стрейт од главата, без корупција, затоа што како некој која ќе дојде, испаѓа дека, нели, секоја држава има мафија, само нашата мафија има држава. Знаете како, не сме единствена држава со вакви проблеми. И во прашањето и одговорот. Помош апсолутно, мислам дека секојаш е добре дојдена, има многу
постручни и попаметни луѓе од нас, ако ништо друго, барем поискусни, затоа што работеле во поголеми системи, но работите мора да завршиме сами. И има доволно луѓе и има доволно мотив да работите се завршат, само треба да им се даде слобода и да знаат дека на еден честен начин се терат работите и брзо се случуваат промените. Океј, ќе го разговараме тогаш во некое друго интервју, затоа што декларативно изворедно звучи, никогаш во пракса не гледаме како тоа може да се имала оваа држава и добри моменти, не е дека континуирано има лоши моменти. Можеме да ги зборуваме и во период на самостојност и во период претходно кога беше во заедница, така што имало добри моменти, тие моменти ги правеле луѓе кои што пак се тука од државата. Така што може да се менуваат работите, само како што кажав, треба да им се даде на луѓето слобода. Често велат прави луѓе на прави места, јас не толку верувам во тоа, затоа што не секогаш можете да ги погодите сите прави луѓе на прави места, едноставно е прашање на веројатност или на статистика, како сакате. Променливоста не е лоша работа, повеќе да ги ослободите, да можат да действуваат онака како што е нормално да действуваат. Македонија, например, јас мислам дека има најголем дел од луѓето кои што работат безбедност и кои што се во Министерството за внатрешни работи се честни и посветени луѓе и професионалци, кои што, доколку би немале стеги од раководството на Министерството, ќе се другава за 2 недели, јас сум убеден. Така што се решаваат работите. Ви благодарам. Беше задоволство и поздрав на сите што ме гледат. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.